Медиумската писменост е писменоста на 21. век. Тоа е повеќе пати кажано. Техничко-технолошкиот развој, особено во сферата на медиумите и на комуникациите, се одвива и толку брзо, но и со такви скокови повремено, што, како што има кажано футуристот Алвин Тофлер минатиот век, неопходно е за да бидеме писмени во овој век да се научиме како да одучиме се што знаеме и одново да се научиме во новите услови, значи. Оттаму медиумската писменост е многу важна за да можеме да функционираме во нашата веќе одамна медиумски посредувана реалност. Значи, се што ни се случува, освен што ни се случува буквално, ни се случува и преку медиумите, дури понекогаш и само преку медиумите, настан кој што се случува тука во нашето соседство, можеме да останеме дома и да го гледаме нели на некој од медиумите или на социјалните мрежи. Особено пак со појавата на злоупотребата на социјалните мрежи и слободата на говорот на социјалните мрежи, овде зборувам за дезинформациите, за малинформациите, односно злонамерните информации, за погрешните информации. Особено тука е важна и медиумската писменост, затоа што таа помага да се одбраниме од нив, бидејќи во различните дефиниции за тоа што е медиумска писменост, секаде како еден од клучните елементи ќе го сретнете фактот дека станува збор за оспособување на граѓаните за критичко читање или критичко осознавање на медиумските содржини. Значи, тоа е едниот аспект. Да користиме повеќе извори на информации, секогаш да настојуваме да ги провериме, да не ги земаме здраво за готово. Секогаш да внимаваме кој е изворот од кој што ги извлекуваме податоците, дали е наведен авторот, веќе сите знаеме да не им веруваме или повеќето од нас знаат да не им веруваат, но оние бомбастични наслови, нема да верувате што се случи и така наречените јадици или кликбейт. Понатаму медиумската писменост, освен што значи критичко развивање, критичката свест, таа значи и развивање на етика, развивање на почитување кон вредностите кои што ќе ни овозможат да оцениме нели дали некоја содржина е вистините или не е вистините, дали е потребно да се прошири или пак кога ја прошириме можеме да нанесеме штета. Таа исто така им помага на луѓето да развијат или представува развивање на вештини за создавање медиумски содржини кои што потоа граѓаните ќе ги стават на некој од медиумите кои што ни се на сите достапни. Значи имаме цела една низа на работи кои што се всушност составен дел од нашиот живот и нужно е да бидеме медиумски писмени за да можеме да ги користиме на вистински начин. Значи медиумската писменост важи за сите возрастни групи и постојат работилници кои што се организираат и за повозрастната популација, затоа што ним треба малку поспецифично да им се објаснат работите. Да речеме, тоа не е пример кај нас, но мене секогаш ме фасцинира примерот на една британска кампања за повозрастната популација, каде што поентата била да ги научат граѓаните како да си пристапуваат електронски до својата сметка. Значи и тоа е дел на некој начин нели од писменоста. Одржувани си овде работилници, особено на првите денови на медиумска писменост 2019 година имавме посебно насочени работилници, членките на мрежата го правеа тоа за повозрастната популација, токму за да им се појаснат и да им се приближат сите оние работи кои што тие ги знаат, да речеме многумина нашето истражување од 2019 година за нивото на медиумска писменост кај лицата над 16 годишна возраст во земјава покажа дека и повозрастната популација користи доста од апликациите, особено да речеме го користат Viber и особено го користат за да комуницираат со нивните роднини или помлади кои што се заминати некаде во странство. И затоа е неопходно да им се и ним приближат овие работи за да имаат доволно информации да можат и тие во крајна линија и да се заштитат на интернет, бидејќи сите знаеме нели напади од вируси и разни други штетни информации. Интересно е дека нашето истражување и ово од 2019 и тоа претходното од 2016 година покажа дека до околу 2/3 од граѓаните на прашањето дали сметате дека различни телевизии известуваат за ист настан на различен начин, значи околу 2/3 одговараат дека да, свесни се луѓето дека всушност има различни типови на известување, ама само 25% од нив се подготвени, односно ги истражуваат повеќе извори за да ја утврдат вистината, да видат што е всушност сето тоа точно.
Интересно е дека и натаму важна улога игра основниот круг на лични комуникации, значи со семејството, со пријателите, проверувач. Што значи треба да работиме и понатаму на подигнување на нивото на медиумска писменост, затоа што таа подразбира создавање граѓански активни граѓани, значи крајната цел, сушност на сето ова, сите ние да бидеме луѓе кои што целосно, комплетно ќе ги уживаме правата и слободите кои што ги имаме во демократските општества и ќе знаеме како да се заземеме за нив и како да ги одбраниме.